Во вториот дел од соларната и градежна геометрија ќе зборуваме за засенчувањето и пасивното ладење. Најпрво ќе објасниме што е тоа соларно оптеретување од директна радијација, од дифузна радијација и од рефлектирачка радијација, за потоа да ги видиме уредите за надворешно фиксно засенчување и подвижните уреди за засенчување. Пасивното ладење пак се состои од ладење со вентилација, и тоа удобна вентилација и ноќно флеш ладење, понатаму ладење со зрачење, ладење со испарување, ладење на земјата и дехумидификација. Засенчувањето е клучна стратегија за постигнување на термичката удобност во текот на летото. Тоа е прво ниво во хиерархискиот пристап во проектирањето за одржливо постигнување на термичка удобност од прегревање. Потоа следат пасивното ладење, па механичкото ладење. Клучно е засенчувањето на прозорците. Тоа е соларна стратегија која бара најдобро разбирање на соларната геометрија и може да заштеди енергија повеќе од било која друга соларна стратегија. Вкупното соларно оптеретување се состои од 3 компоненти: директна, дифузна и рефлектирачка радијација. За да се спречи пасивното сончево грење, кога тоа не е пожелно, секогаш треба да се засенчат прозорците од директното сончево зрачење и од рефлектирачкото сончево зрачење. Дифузното зрачење може да се создаде во области каде има влага, прашина и загадување. Често е тоа во урбаните средини, каде дополнително постојат високо рефлектирачки површини, како што се бетонските плочи од зидовите, белите зидови, рефлектирачкото застаклување и слично. Рефлектирачката компонента обично најдобро се контролира со намалување на рефлективноста на површината со користење на растенија. Дифузната небесна компонента се контролира со дополнителни затворени уреди за засенчување во рамките на застаклувањето. Директната пак сончева компонента ефикасно се контролира со уредите за надворешно засенчување. Кога не се користи за дневна светлина, сончевото зрачење треба да биде блокирано за време на периодот во годината кога постои прегревање. Тоа е летото. Засенчувањето може да се остварува со надворешни уреди, со застаклување и со уреди за затворено засенчување. Внатрешното засенчување е секогаш подвижно. И надворешното засенчување може да биде подвижно во вид на тенди, настрешници и слично. Целта на дизајнот на сенка не е само да го задржи сонцето, туку исто така да овозможи колку што е можно повеќе поглед, односно поголема визура. Кои се уредите за надворешно фиксно засенчување? Ориентацијата е клучна кога е во прашање стратегијата за надворешно фиксно засенчување. Хоризонталната настрешница на југ, која гледа кон јужните прозорци, е многу ефикасна во лето, затоа што тогаш сонцето е високо на небото. Иако е помалку ефикасна, таа е добра и за исток, југоисток, југозапад и запад. Прозорците кои гледаат на исток и на запад се тежок проблем поради ниските агли на височината на сонцето наутро и попладне. Најдоброто решение е да се избегнуваат прозорците или да се постават закосено кон север или кон југ. Ако прозорците кон исток и кон запад не можат да бидат поставени закосено или вовлечено, тогаш најдобро е да се минимализира прозорецот и да се користи хоризонталната настрешница. Најдобра е комбинацијата на хоризонтални и вертикални елементи во зависност од ориентацијата на објектот, како што е прикажано на сликата. Во скриптата имате табела на која се покажани некои од најчестите фиксни уреди за надворешно засенчување. Фиксните уреди за засенчување се користат заради едноставноста, ниската цена и ниското одржување. Кои се пак подвижните уреди за сенчење? Динамичните уреди за сенчење се повеќе корисни за динамичните промени во животната средина. Сенката ни треба само во периодите на прегревање. Со фиксниот уред за сенчење, сончевата изложеност на прозорецот е во функција на сончевата позиција, а не на температурата.
Сончевите агли и температурата се разликуваат многу, посебно во пролет и во есен, кога еден ден би можело да биде премногу топло, а следниот ден премногу студено. Пред климатизацијата да стане достапна, се користеа тендите за ефикасно засенчување на прозорците во текот на летото. Во зима, тие биле отстранувани за да се овозможи повеќе сонце и светлина да влезе во зградата. Современите тенди најчесто се автоматизирани и се прилагодуваат според сонцето на дневна основа. Во скриптата повторно во табела се представени различни видови на подвижни уреди за засенчување. На многу начини добар уред за засенчување се и листопадните растенија, бидејќи тие добиваат и губат листија како одговор на температурните промени. Тие имаат способност да го намалат сјајот, визуелната приватност и способност за ладење на воздухот со транскрипција на листовите. Ефикасен подвижен уред за засенчување е и надворешната ролетна. Таа е направена од крути ребра и е многу популарна во Европа. Посебно се користи за источните и западните прозорци, затоа што може да се регулира во кој ден од денот ќе се користи. Венецијанер ролетните се уште позгодни, а може да се користат од надворешната и од внатрешната страна. Тие се одлични за контролирање на дневната светлина. Сличен е и системот на ротирачки надворешни плочи. Иако се механички поставени, секогаш го блокираат погледот. Пасивно ладење. Пасивното ладење многу повеќе зависи од климата отколку од пасивното загревање. Стратегиите за пасивно ладење во топла и сува клима се разликуваат од оние во топла и влажна клима. Во пределите со сува и топла клима се наоѓаат згради со мали прозорци, површини со светли бои и масивни градби од тула, камен и слично. Масивните ѕидови го оневозможуваат напредокот на топлината низ ѕидовите во текот на ноќта, а ноќе, кога температурите се пониски, масата се лади и го одржува температурниот пад во текот на следниот ден. Во пределите со сува клима, каде има ветар, се користат кули на ветрови и се користат за зголемување на вентилацијата со тоа што се фаќа ветрот и се користи да се разлади просторот. За да воздухот добие влажност, во дното на кулата се поставува фонтана или друг вид на површина со вода. Секаде каде што е климата сува, ладењето со испарување е многу ефикасно. Затоа таму има доста фонтани, базени, ѕидови по кои што тече вода и слични решенија. Исто така, масивните структури со кубе се соодветна стратегија во топли и суви региони. Куполите имаат високи простори и со отворите кои ги имаат се овозможува најжешкиот воздух да излезе. Исто така се користи и константна температура од земјата. Со вкопување на објектот во неа, тогаш објектот се користи од ладење во допир со земјата. Таму каде што климата е топла и влажна, акцентот е ставен на природната вентилација. Во многу влажни региони ќе сретнеме објекти со големи прозори и со поставени подигнати подови на столбови, за да се овозможи ветерот да ја подигне влажноста која е во близина на земјата. Отворите исто така овозможуваат жешкиот воздух да излезе. Големите надвиснати кровови секогаш создаваат веранди како заштита на прозорците и отворите. И тука се користат високи тавани за да се овозможи наслојување на воздухот и населување на пониските и поладни слоеви. Верандите и чардаците ги засенчуваат ѕидовите и создаваат ладни простории на отворено. Тоа се традиционални техники за пасивно ладење. Колку што е можно повеќе, при пасивното ладење се користат природни сили, енергија и топлина, а кога се користат вентилатори и пумпи, кои се нискоенергетски, системите се нарекуваат хибридни. Постојат 5 методи за пасивно ладење. Ладење со вентилација, ладење со зрачење, ладење со испарување, ладење на земјата и дехумидификација. Ладење со вентилација. Удобната вентилација се користи за да се зголеми испарувањето на водата од кожата
и со тоа да се зголеми термичката удобност. Ноќното флеш ладење е со цел да се излади зградата за следниот ден. Удобната вентилација го донесува воздухот од надвор, при што тој директно поминува над луѓето за да се зголеми ладењето со испарување на кожата. Со ноќното флеш ладење, ладниот ноќен воздух се воведува за да се ослободи зградата од топлиот воздух. Причините за проток на воздухот е природната конвекција, предизвикана од разлика на температурата или разликата на притисокот. Протокот на воздух може да биде ламинарно, одвоено, турбулентно и вртежно. Воздухот има одредена маса и заради тоа движењето на воздухот има тенденција да оди по права линија. Кога се принудени да ја менуваат својата насока, воздушните струи ќе ги следат кривините, никогаш правите агли. Бидејќи воздухот никогаш не се ниту создава, ниту уништува, кога се приближува кон зградата, мора да се изедначи со воздухот кој што излегува од зградата. Воздухот кој удира на страната од зградата, изложена на ветер, притиска и создава позитивен притисок. На другата страна повлекува и создава негативен притисок. Тоа е убаво прикажано на сликите на слайдот. Бернулиев ефект се јавува кога зголемувањето на брзината на проток на течноста го намалува статичкиот притисок. Кај овој феномен не постои негативен притисок на стегање на вентури цевката. Авионското крило е половина од вентури цевката. Вентури ефектот може да се постигне со дизајнирање на покривот на објектите. Брзината на воздухот рапидно се зголемува со висината над теренот, па така притисокот на слемето на објектите ќе е помал од оној на прозорците. Собирниот ефект може да го исцрпи воздухот од една зграда под дејство на природна конвекција. Тоа се случува само ако разликата на внатрешната температура помеѓу два вертикални отвори е поголема од разликата на надворешната температура меѓу истите два отвора. Воздухот треба да има можност да тече слободно од долните отвори кон повисоките. Овој ефект не зависи од ветерот. Локацијата влијае многу на протокот на воздухот. Тука пред се мисли на соседните згради, вентилацијата, ѕидовите. Ориентацијата на прозорците и правецот на ветерот е идеална кога постои вкрстена вентилација меѓу прозорците на спротивните ѕидови. Вентилацијата од прозорците на соседните ѕидови може да биде лоша или добра зависно од насоката на ветерот. Тоа е прикажано на сликите. Преградните ѕидови во голема мера може да ја зголемат вентилацијата преку прозорците на истата страна на зградата со промена на притисокот на дистрибуција. Хоризонталната настрешница токму над прозорецот ќе предизвика воздухот да се врати од таванот и го спречува позитивниот притисок горе од балансирањето на позитивниот притисок под прозорецот. Идејата за проток на воздух ќе ја одреди вертикалната поставеност и висината на прозорците. За удобна вентилација, прозорците во просторијата треба да се поставени ниско на ниво на висината на луѓето. Дополнителните високи прозорци или отворите на таванот се земаат в предвид за исцрпување на топлиот воздух на таваните. Вентилаторите се користат за да се зголеми ветерот во пределите каде што го има помалку. Вентилаторот може да има за цел да го издува топлиот, влажен и загаден воздух, да донесе надворешен воздух во затворените простори, кога внатре воздухот е поладен отколку надвор. Кога се комбинира природната вентилација со провев и вентилацијата со вентилатори, се овозможува удобна вентилација. Таа е најефикасна кога внатрешната температура и влажноста се под надворешната и кога се добива пријатно чувство на движење на воздухот по кожата. Ноќното флеш ладење се користи во влажните клими, каде ноќниот воздух е значително поладен од дневниот. Овој ладен воздух може да се користи за да се ослободи топлина од масата на зградата.
Така изладената маса следниот ден може да се користи како топлински пад при апсорпција на топлината. Минимализирањето на топлинскиот пад овозможува минимализирање на износот на масата што е потребна. Со ноќното флеш ладење, протокот на воздухот треба да биде насочен над масата, а не над станарите. Овој систем на пасивно ладење најдобро функционира во топла и сува клима. Паметните фасади и покриви имаат многу функции и се динамични, заштедуваат енергија и ја зголемуваат удобноста. Во нив се интегрирани пасивната соларна колекција, засенчувањето, дневната светлина, зголемениот топлински отпор, механичките системи и природната вентилација. Компактибилните прозори обезбедуваат вентилација. Можат да ги поддржат и удобната вентилација и ноќното флеш ладење, спречуваат влегување на дожд, контролираат врева и слично. Ладење со зрачење. Сите објекти испуштаат и апсорбираат сончева енергија, а објектот ќе се излади со зрачење ако нектоприливот е кон надвор. Во текот на ноќта, долгобрановото инфрацрвено зрачење од небото е помало од долгобрановото инфрацрвено зрачење од една зграда, а со тоа постои нето прилив на небото. Затоа во топла и сува клима, традиционалните градови користат длабоки дворови и тесни улички за да ги изложат масивните ѕидови на само неколку часа дневна сончева светлина. Сепак, сите ѕидови зрачат кон ладното ноќно небо во текот на целата ноќ и така, наутро, ѕидовите се прилично ладни. Засенчувањето на дворовите и тесните улички во текот на денот предизвикува дури и поголема удобност. Покривот е најмногу изложен на небото и представува најдобра локација за долгобрановата радијација. Директното зрачно ладење е најефикасно ако се направи покривот да биде радијатор сам за себе. Например, бетонскиот покрив брзо ја губи топлината при ноќното небо и следниот ден ладната бетонска маса действува како ладилник во просторот, но наутро мора да се додаде изолација над бетонот за да се заштити од топлината на сонцето. Слично на бетонот, може за покрив да се користат кеси полни со вода. Индиректното зрачно ладење е обратен процес на активното соларно грејење. При тоа се користи подвижна изолација како радијатор, што користи топлинска енергија за пренос на топлината. Во просторот, помеѓу покривот и објектот, со вентилатор се врши ладење на воздухот која ја лади внатрешната маса. Наутро вентилаторот е исклучен и изладената внатрешна маса действува како ладилник. Ладење со испарување. Стапката на ладење со испарување е во зависност од влажноста и од движењето на воздухот. Па така, за испарување на потта од кожата, потребно е сопствената топлина да се претвори во латентна, односно да се создаде водена пареја. При тоа, воздухот до кожата станува влажен, дури и заситен, па влагата го спречува понатамошното испарување. За да продолжи процесот, потребно е со движење на воздухот да се отстрани влажниот воздух или да се додаде нов сув воздух, за да ладењето со испарување биде ефикасно. Испарувањето е брзо кога влажноста е ниска, а движењето на воздухот е големо. И обратно, испарувањето е бавно кога влажноста е голема, а движењето на воздухот е мало. Принудна конвекција е кога гасот или течноста се дистрибуира меѓу потоплите или поладните области предизвикано со ветер, вентилатор, пумпа и слично. Природната конвекција е важен механизам за трансфер на топлината. Кога нема движење на воздухот предизвикано од ветар или вентилатор, воздухот има тенденција да се постави во слоеви, така што топлиот воздух се собира близу до таванот, а ладниот во близината на подот. Природното струење на воздушните струи се јавува како резултат на разликите во температурата. Принудното струење е денес многу популарно за разладување,
но зградите можат да се разгладат и со испарување, така што може да се прска вода директно на покривот и драстично да се намали температурата во зградата. Таму каде е климата сува, воздухот кој влегува во зградата може да се разглади со спреови на вода. Кога водата испарува, голем дел од топлината од незината околина се претвора во латентна топлина во вид на водена пареа. Кога топлината што ја чувствуваме се претвора во латентна топлина, доаѓа до пад на температурата. Овој феномен се користи за да се излади зградата. Ако водата испарува во зградата или во воздухот, тогаш воздухот нема да биде само ладен, туку и влажен. На тој начин настанува директно ладење со испарување. Ако пак воздухот во зградата се лади со испарување без навлажнување, методот е наречен индиректно ладење со испарување. Овој тип на ладење е ограничен само за сува клима. Латните кули се пасивни ладилници со испарување кои действуваат како обратни оџаци. На врвот на кулата се распрскува вода и како воздухот влегува, станува ладен, погуст и потонува и влетува во зградата на дното од кулата низ отвори кои личат слично на камини. На тој начин ладниот воздух се доставува до зградата без потреба од вентилатор. Ладење со земјата. Влажната земја е најдобар проводник на топлина затоа што има висок топлински капацитет. Температурата на почвата варира на горните слоеви кои се во допир со воздухот и сончевата радијација. Но на длабочина од 6 метри во земјата, во текот на целата година постои константна температура, еднаква на просечната годишна температура на воздухот. На тој начин, длабоките слоеви во земјата можат да се користат како топлински пат во текот на летото. Кога зградите со своите ѕидови се во директен контакт со земјата, таа се користи како извор за ладење. Во зима, со помош на изолација, се одржува топлината во зградата, користејќи ја повторно константната температура на земјата во длабоките слоеви. Индиректно, зградата може да ја користи константната температура на земјата со тоа што низ цевки закопани длабоко во земјата се пушта да помине воздух кој се лади на температура под земјата и се внесува повторно во зградата. При тоа се јавува кондензација на воздухот во цевката и таа мора да е под наклон за да истекуваат капките роса. Треба исто така многу да се внимава да не се загади воздухот во цевката со гасот радон кој што е токсичен и го има во земјата. Дехумидификација. Тоа е процес на отстранување на влагата во воздухот и е посебно важен за климите со влажни лета. Директен начин е да се излади воздухот под температурата на точката на роса, при што водата од воздухот ќе се кондензира. На тој начин работи конвенционалната климатизација. Индиректниот начин е со употреба на десиканти, односно агент за сучење. Такви се силиконските гелови, природните зеолити, алуминиум и калциум хлоридите, кои апсорбираат големи количини од водена пареа од воздухот. Но, кога водената пареа ќе се отстрани и се претвори во течност, се губи латентната топлина и на тој начин воздухот ќе се загрее, пошто воздухот треба да се лади. А кога десикантот ќе се засити со вода, мора да се регенерира и да се обнови.